Господине премиер, доволно директен бевте пред останатите лидери на Западен Балкан. Испорачуваме реформи, бараме нашите партнери да не оценуваат по мерит системот, не по билатералните прашања. Па доволно долго сме во овој процес, повеќе од 25 години, 20 години од како сме земја кандидат. И навистина тоа што ние го доживеавме попатно, не би сакал никој друг да го доживее, но очигледно дека кога еднаш ќе воспоставите некој исклучок како правило, тоа станува правило и понатаму и другите земји членки може да се повикаат на тој исклучок кој што претходно е воспоставен и да прерасне како правило. Така што, навистина, не гледам повеќе суштина, ако билатералните проблеми и ако билатералните спорови се тие кои што одлучуваат дали земјите треба да станат полноправни членки во рамките на Европската унија. За мене суштината која што ја гледам е испораката. Реформите, чекорите кои што ги исполнуваат и се додека тоа е врз основа на системот на испорака, тогаш апсолутно ние како држава ќе бидеме компетитивни и убеден сум дека ние ќе бидеме тие кои што први ќе стигнат до конечната цел. Имаме ли омекнување во ставовите на европјани? Па зависи во кој дел. Јас повеќе сум концентриран овдека на чекорите кои што се дел од развојната агенда, односно развојниот план. Оние чекори кои што останаа во грејс период, кои што претходно не беа испорачани поради, би рекол, паузата за локалните избори. Ние веднаш после завршувањето на локалните избори се фативме за работа и жестока испорака и до крајот на годината очекувам најмалку 8, а богами може и 10 од 12 неисполните чекори да бидат реализирани. Остануваат два проблематични. Првиот е субвенцијата за електричната енергија која што владата преку своите механизми ја овозможува за граѓаните, бидејќи цениме дека доколку тоа не се случи, сметките за електрична енергија на граѓаните ќе се поскапат најмалку за 35-40%. И тој чекор, рековме, не можеме да го исполниме и нема да го исполниме во овој момент. И второто е адаптацијата на изборниот законник. Знаете таму какви политички гимнастики се случуваат во рамките на парламентот. Тој е еден од оние закони во кои што пратениците можат да прават филибастеринг во рамките на парламентот. Така што се останатите 10 се за нас реалност и мислам дека ќе успееме во рамките на крајот на оваа година или евентуално првите 2 недели од следната година да го испорачаме тоа. Благодарам. Благодарам на вас.